Today, the first edition of the White Book for the Ние сме горди што сме денес тука да го представиме првото издание на Белата книга од Советот на странски инвеститори. Во него се наведени сите тешкоти со кои што се соочуваат странските инвеститори во текот на своето деловно работење во Република Македонија, меѓутоа исто така ги препознаваме и ги поздравуваме достигнувањата на владата. И идејата ни е да издаваме ваква бела книга секоја година во која што, како што реков, ќе ги кажуваме сите предизвици, меѓутоа и ќе ги признаваме и ќе ги поздравуваме постигнувањата на македонската влада. The White Book is compiling in different areas. Белата книга е поделена на неколку области кои што се однесуваат на различни сектори во македонското стопанство, меѓутоа може да се каже дека законите и честите промени на законите се еден од основните предлози. Ние сваќаме дека треба да се постигне хармонизација со законодавството на Европската Унија, меѓутоа сепак тој процес треба да биде попредвидлив и пред да се донесат новите закони, истите треба да се дискутираат со представниците на деловната заедница и со представниците на Советот на странски инвеститори со цел да видиме како тие ќе влијаат на нашето работење. Би сакал да нагласам дека Белата книга не представува критика на начинот на кој што работи владата или одлуките кои што ги носи, туку едноставно ние сакаме да дадеме повратни информации за тоа како тие одлуки влијаат на нас и на нашето деловно работење. Се разбира дека ние не сме во позиција да им кажуваме на владата како да ги носи одлуките или пак да донесуваме одлуки на нејзино место, туку можеме само да кажеме како тие одлуки влијаат на нас. Во Советот на странски инвеститори имаме различни групи кои што работат на различни области, па така си има група која што работи на банкарскиот сектор. Се разбира сите банки кои што имаат странски капитал се членови на Советот на странски инвеститори. Со оглед на тоа што овие промени беа неодамнешни, работните групи се уште работат на заклучокот во врска со овој закон, па така и повратните информации за него ќе следат доправа. Нашата перцепција е дека многу странски фирми веќе работат во Македонија и многу инвеститори се заинтересирани да дојдат тука, меѓутоа се разбира доколку владата ги земе предвид овие забелешки и доколку направи некои подобрувања, тоа би можело да придонесе да се привлечат уште повеќе фирми во Македонија. Денес светот се соочува со голема конкуренција, ние од тука произведуваме за пазарот во цела Европа, што значи дека секој подобрување за да се подобри деловното обкружување би било позитивно од страна на владата. Советот на странски инвеститори во Република Македонија е значаен настан, бидејќи за прв пат на едно место преку 100 компании ги кажуваат своите идеи и своите предлози за тоа како да се подобрува бизнис климата во Република Македонија, но даваат и еден поглед за тоа што значи да се функционира како странски инвеститор во Република Македонија. Мислам дека од забелешките и сугестиите треба да бидеме задоволни. Она што е важно да се одбележи дека дел од коментарите или барањата во процесот додека изработувале тие својата бела книга, владата веќе ги има реализирано, што покажува за брзината со која што навистина во владата работиме на подобрување на бизнис климата. Се разбира, подобрувањата не се само за странските инвеститори, тие се и за домашните инвеститори и ние веруваме дека она што и Меѓународниот монетарен фонд и Европската банка за обнова и развој во своите последни проекции го кажаа, каде што за Македонија се предвидува најголем раст во регионот, не се случајни и дека она што се предвидувања ние реално ќе ги оствариме, впрочем како што беше и во изминатите години, и Македонија и натаму ќе остане лидер во делот на економскиот развој во регионот. Објавувањето на Белата книга, на која промоција бевме денеска, ние, значи, кон Министерство за економија се трудиме максимално во делот на легислатива да ја олесниме, значи, од регистрација на компаниите, тие што се странски компании, па и проблемите кои што секојдневно, значи, можат да најдат странските инвеститори, се во континуитет, значи, ја подобруваме климата генерална, исто така и во делот на легислативата, исто така, значи, сите забелешки кои што се напоменати во Белата книга во делот на Министерството за економија, настојуваме да ги подобриме постоечките закони, некаде кои што немаме, значи, дефинирано со закон, значи, носиме и предлагаме, се разбира, на владата нови закони со една крајна цел, а целта е да привлечеме што повеќе странски инвестиции во нашата држава
и ако се прави компарација, значи 2014 година во компарација со 2012 година имавме значи зголемување за 281% на директните странски инвестиции и тенденција преку подобрување на економската клима во државата е тој тренд на покажување на странски инвестиции понатака да го имаме во нашата држава. Благодарам.